Денеска е денот на нулта дискриминација. Колку мислите дека во Македонија ги дискриминираме луѓето според статус, пол или што и да? Мислам дека дискриминацијата во Македонија постои реално. Мислам дека тоа доаѓа од постарите генерации, можеби помладите не се толку како да кажам, не се толку строги во врска со дискриминацијата, но возрастните дефинитивно повеќе. Која дискриминација највише доминира кај нас? Дали по родовен пол, дали геј популацијата или пак според етничка припадност? Од сите, морам да кажам. Зависи од градот. Например, бидејќи јас сум од Куманово, таму дискриминацијата кон другите националности постои, затоа што има многу и македонци, и албанци, и роми. Во другите поголеми градови, например во Скопје, знам дека не постои толку голема дискриминација, бидејќи во голем град се губи таа разлика помеѓу националностите и се разбира геј популацијата, тоест LGBTQ, сето тоа уште не сме ние до таму дојдени за да не постои дискриминација. И се разбира половата полека идеме на боле, ама уште се постои. Дали вие како жена сте биле дискриминирана на работно место? За среќа не, бидејќи можеби не сум работела на таква во голема корпорација каде што постојат и машки и женски позиции. Сегаш сум била во мала работна средина и не сум имала такви ситуации. Дали имате внуци или внуки што се нова генерација кои се дискриминирани? Да не зборувам, имам две внучина кои завршаа средно образование, ете ги 24 години, 22 години дома се. Дали мислите дека младите бегаат во државата поради ова? А како да не бегаат? Денеска е ден на нулта дискриминација. Колку мислите дека сме дискриминирани? Колку дискриминираат во нашата држава? Па зависи од самите личности, да ви кажам. Вие како жена, дали сте пример некогаш биле дискриминирани на работното место? Не. Можда јас сум од таа генерација каде што дискриминација не постоеше. Ниту пак етничка, ниту пак никаква? Немало од тога што етничка, сите биле во иста училишта, немало така посебно училишта, посебно по она што е сега критериумот на колку од етничките групи, порано немало. Сите сме биле исти. Се гледало квалитет. Што мислите за геј популацијата? Тие се многу дискриминирани. Тоа е лично нивно. Јас се почитувам секое право на човекот. Тоа е нивна определба и така да воопшто мене не ми смета. Секој си има свое право. Да си го креира својот живот и својата иднина. Доколку работата би извршувале колку работата на машкиот пол колега кој вие, но сте платена помалце. Дали мислите дека тоа е дискриминација? Видете, ја работев во образование, мислам, цел свој живот, така да не сум била дискриминирана во однос на платата, бидејќи тој бил професор и јас сум била професор. А што се однесува до раководните функции, нормално тие имат поголем некој си функционален додаток и така. Тоа е тоа што ме интересува. Да, раководните места секогаш носеле поголем, дали врз база на тие понdeрационите коефициенти и така натаму, тоа е и денеска, мислам. А инако сите, дали е машки пол или женски во однос на професијата сме биле исто платени. Така да немало дискриминација нити меѓу професиите, како што е денеска дискриминирано. Ете, како професор или наставник, дали мислите дека учениците биле дискриминирани зависно од статусот на кој им бил, дали биле можеби некои богати, сирома или не знам од различни фактори? Јас живеав и се школував во подруго време, каде што мислам немало таква дискриминација. Сме носеле во училиште конкретно, каде што сум била средношколка, работна кицелја, облека сме биле сите исти. Како наставник после мене не ме интересирал кој што е облечен. Воопшто, но квалитетот на знаењето, квантумот на знаењето, денеска тоа дојде многу до израз. Слушам од младите, мислам, дури кафулиња се определени кој каде да оди така натаму. Но пред се тука вина имат родителите и средината во која што живеат.
Дали мислите дека секоја кафула или место на излагање го дефинира статусот на тој каде што нели излага? Спрема младите вака што кажуваат, мислам луксузни коли и така натамо, мислам тоа го дефинира. Во моје време немало таква дискриминација. Моја другарка била која потекнувала од многу богато семејство, сме биле двете неразделни. А кажете ми, дали сте имале пријатели од друга националност? Сум имала и од ден денеска имам. Немало, мислам, тогаш не се помислувало на националност. Јас сум живела во автокоманда во студентските домови. Вие знаете, на Бит пазарот секогаш имало од друга националност. Никогаш не сум ни помислува и до ден денеска не помислувам. Што мислите за гей популацијата? Дали тие се дискриминирани? Па, мислам дека не. Барем во последните години, мислам, има напредок. Секако дека нели дискриминацијата е секогаш присутна, но во последните периоди мислам дека тоа има подобрување, но секако има доста за работа. Да, по сите основи. По родово, полово, политичко, верско, не знам уште што да ви кажам. Кој највише доминира според вас? Политичко. Ако немате книжка, не можете да се вработите денеска. Значи, збориме за економскиот статус. Ако сте никој ништо, не можете да добиете. И ако сте магистар, ако немате книжка, не можете да се вработите денеска. Дали мислите дека на работното место, ако работата ја извршувате според истите стандарди со машкиот род, а сте платени помалце, дали тоа е дискриминација? Да, и тоа е дискриминација. Јас лично во својот живот сум го осетила тоа. Кажете ни малце за вашето искуство. Машките се секогаш привилегирани. Они се машки пол, мачо, Супериорни. супериорни, жените секогаш, не секогаш, 99% се дискриминирани, тврдам. А кажете ми дали имате пријатели од различна религиска припадност или пак да речеме национална? Имам пријателки од различни, и јас сум различна националност. Која националност сте? Српска, јас сум дојдена да студирам во Скопје и тука останата, али има дискриминација и по таа линија. Дали вие сте биле дискриминирани некогаш? Сум била некогаш кога почна војните во Југославија, ми кажа, онај твој Милошевиќ, а ја не го познавам Милошевиќ. Ме разбирате? Значи, јас сум се почувствувала дискриминирано. Јасно, тоа значи дали тоа влијаело и во Да, вашата? влијаело да сум морала на многу потежок начин да доаѓам до резултати во својот живот. Денеска е ден на нулта дискриминација. Што мислите? Колку во нашата држава луѓето се дискриминирани? Зборам од етничка припадност, Па до многу, религија, многу. сексуалност. Мислам дека е многу, затоа што немаме закон, имаме закони, меѓутоа нема кој да ги спроведува законите и луѓето на секој начин бараат некого да дискриминираат, да избегнат и така. Кој етничка припадност е највише дискриминирана во нашата држава? Па мислам секој сиромов е дискриминиран кај нас, кој не може да си ги оствари правата, дискриминиран, поготово да не кажам ромите. Кажете ми, што мислите за дискриминација на работно место? Дали жените кои работат исто како и мажите, имаат помалце права од нив? Па мислам дека имаат. За иста работа жените се помалку платени од мажите. Дали мислите дека тие еднаквост треба да имаат со мажите? Па ако работат истата работа, требало би да имаат иста Така. иста примања.